Околу 100 деца од Битола се дел од ракометната школа на ХЈС работник. Работата со деца, односно формирањето на млади ракометари уште од најмала возраст, е доста значајно, но и доста макотрпно, посебно за ракометните тренери. Тренерите имаат двојна улога да бидат ракометни учители, но и воспитувачи на младите, со тоа што ќе ги споделат нивните искуства со нив. Од самото запознавање со децата, како основна цел, потребно е да се постави тие да го засакаат ракометот, а потоа следи се останато, да се воспитуваат во духот на спортот, да се хранат здраво, а позитивниот пристап на тренинзите е најважен во воспитувањето на карактерот. Што се однесува до самиот тренинг, најважна е методиката, која се помалку се споменува и применува, а тоа е еден од начините кои се најважни во обуката на младите. Бидејќи кај децата, првата информација е најзначајна. Правилната техника е исто така значајна, но и самата примена на техниката во играта, тоест тактиката. Но на крајот, кога се работи кај најмладите, најважно е да го применуваат ферплејот.
почеток само да ми кажете тројцата како се викаат. Јован, Тео, Димитар. Колку време тренирате ракомет и зошто се одлучивте ракомет да тренирате? Верувам дека поголем број од вашите другарчиња тренираат фудбал, некако ракометот поретко го тренираат. Зошто се одлучивте токму ракомет? Па јас не кеф ракомет, ама татко ми ме запиша и еден месец и ме заедо за големата и така почна. Иначе тренирам 2 години, ова се ми е трета. Јас тренирам ракомет зашто кога гледав дома на телевизија ракомет многу сакав да видам како Стоилов. Мене ракометот ми е еден од омилените спортови. Татко ми рече дека убаво е да си игра ракомет и понататко. Интересно ви е вака на тренинзите што учите во моментов, еве? Некогаш со малите играме игри, некогаш се чуваме во одбрана нешто, некогаш е вака ракомет и така. Учиме подавање со лева рака, со десна рака, голман и играме. Понеделни некои тренинзи ние ги играме со големата група и мене тоа ми е многу интересно што играме со поголем. Гледавте светското првенство во ракомет? За кој навивавте освен Македонија? Кој надпревар ми беше на интерес? Јас навивав за Норвешка, а финалето ми беше на интерес. Јас навивав за Франција. И јас за Франција дека убаво ми е таму.
колената, спусти се во колена. Опир, ајде. Раката горе. Тргај.
Емил, присуствувавме на тренингот на најмалата група во ракометната школа ХС Работник. Колку деца се и која генерација? Ова група моментално ни е околу 25 деца, но има некоја се берат и до 30, зависи сега дека зима поладна. И овие се генерација негде окај 6 години до кај 10 години. Бидејќи се работи за најмала група, се почетници во ракометот, на што е најважно со нив да се работи на тренинзите? Да, овие се најважно, овде се почетоците, се посветуваме, значи се правилно да работат. И тука почнува се. Мора на нив најмногу да му посветиме. Да, што се работи конкретно еве на тренинзите? Што е она најважно што треба да го научиш, што ќе им биде темел понатаму да се развиваат како ракометари? Како темел за ова генерација мислам дека е координација и правилно движење на телото. Тоа е почеток за да може после сите движења да ги усогласи, да може да постигне брзина и полека да растат правилно. Дали слушаат на тренинг, дали се добри ти како тренер еве? Имаш искуство ракометно, колку е важно и тоа да им го пренесеш и нив за верувам дека ќе им биде важно во иднина. Епа, дисциплината е, јас мислам, најважна, ама деца се сепак. Нормално е малце да не слушаат, малце да му лета памето. Е, се тоа ќе се посвети човек, ќе свика кога ќе треба. Тоа е тоа.